юни 2017 година. И втора точка, предлог решение за давање согласност на одлука на ЈПК Залиште Куманово, со која се утврдуваат некажни ствари кои треба да бидат предмет на јавно надавање и издавање под закон. Ви благодарам. За одборот така се јави ръководителот на сектор за финансии, госпоѓа Илиевска, повелете, имате збор. Благодарам, председателя. Почитувам председателя Бришковата седмица за останалите песни и медиуми во салата. Значи, на денешната седмица предлагам одлуката за проширување на средства на буџетот на општина Куманово за 2017 година. Оваа одлука ја предлагаме денеска од страна на градоначалникот и секторот за финансиски прашања, по извршени консултации со Министерството за финансии, откако одбиенот на распишување на локалните избори, добив на одговор дека до секоја одлука за проширување на средства на буџетот треба да побарање мислење од антикорупцијски и доколку добиеме корупtivно мислење, значи може да оди како одлука на Совет. Тоа истото и го направивме, значи во четврток добивме мислење од антикорупцијска, дека ваква одлука за проширување на средства на буџетот на општина Куманово е можна и затоа го користиме овој последен совет, поради тоа што знаејќи дека изборите се на 15 октомври, а законскиот рок за последен ребаланс е до 5 ноември, значи не се знае точно дали ќе може парите од дотации кои што останаа од минатата година, како салда по завршна сметка, кои што треба да се вклучат со ребаланс, значи ги вклучуваме со оваа одлука, значи тоа се тие 2.068.000 денари, одлуката ви е поделена на сите и се врши една пренамена за едно средно училиште и тоа е за гимназија Гоце Делчев и тоа на сметката донации, односно конкретно за еден проект, како и едно проширување за основно училиште Кочо Рацин, исто така за добиен проект, кои што средства се вградуваат за да може да се искористат до крајот на годината, за да не би пропаднале парите, поради тоа што важноста и на двата проекти и на гимназии на Кочо Рацин е до крајот на годината. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Следен за збор по дневниот ред се јави господинот Трајковски, повелете. Така, значи, може да биде и процедурално, за дневниот ред немам замерка, но Ирена, ова не е последен совет, ова е последна седница на советот во овој состав, извини. Но би сугерирал аудиозаписот од ова 70-та седница и записникот, што е можно побрзо, тоест идната недела да ни биде доставен. Благодарам. Ви благодараме на вас, ова беше процедурално, значи колку седници ќе има советот не зависи, значи овдека сега ние да се договараме, тоа зависи од потребите кои се јавуваат од службите, од граѓаните и сето она што го разгледува советот и носи одлуки. Така да, денеска е 70-та седница на советот на општина Куманово. Одиме уште некој по дневниот ред, дали некој бара збор? Дали е тука господинот Крстевски? Нека влезе во салата, бидејќи овдека пред малку бев информиран дека 28-та и 29-та точка од дневниот ред не добиле согласност од Министерството и дека службите бара да се повлечат. Ако го нема раководителот на секторот за образование, одиме по предлозите. Повелете, господинот Крстевски бара збор. Седнете слободно, бидејќи се снима во салата, повелете се, ќе почекаме. Почитувам председател, се извинувам за ова доцнење, малку имав дебата една во холот.
сакам да ги повлечам двете точки 28 и 29 од дневниот ред. Тоа се одлука на Советот за паралелки со помал број на ученици во основното и средното училиште, од причини што и покрај очекувањата дека и покрај тоа што е краток временски период како ги доставивме овие барања до Министерството, се уште немаме добиено позитивно мислење од Министерството, што не ни дава за право Советот да одлучува без таа согласност, и затоа ги повлекувам овие две точки во договор со Министерството дека тоа ќе го направат во најкраток можен рок, и доколку се јави потреба би можело тоа да се случи во наредните 10 дена, доколку Советот има планирано седница. Доколку не, ова ќе стартува, сите овие паралелки ќе стартуваат до завршување на изборниот процес, па тогаш во ноември ќе се донесе оваа одлука, а сите овие паралелки ќе функционираат онака како што е предвидено во таа одлука. Тоа е договорено со Министерството за образование. Ви благодарам. Ги молам службите, бидејќи има доставено точки, да бидат сконцентрирани овдека на расправата, да бидат присутни, за да водиме плодна дебата. Одиме по дневниот ред, дали уште некој бара збор? Бидејќи веќе никој не побара збор, две точки имаме повлечено од службите, меѓутоа имаме и 3 предлози. Одиме по ред. Првиот предлог од секретарот на општината, финансиски извештај за работа на ЈЕП Зариште од април-јуни 2017 година. Повелете да се произнесеме дали оваа точка да биде составен дел од днешниот дневен ред. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 26 колеги советници, 20 за, против 3, воздржани 1. Констатирам дека оваа точка е составен дел од денешниот еден предлог решение за давање согласност на одлуката на ЈП Пазариште, со кое се утврдуваат недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно надавање за издавање под закуп. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам. Вкупно се произнесоти 9 колеги советници, 26 за, 1 против, 2 воздржани. Констатирам дека оваа точка ќе биде составен дел од денешниот дневен ред под реден број 3. Одиме со предлогот на раководителот на секторот за финансии. Тоа е одлука за проширување на средства на буџетот на општина Куманово за 2017 година. Повелете да се произнесеме по овој предлог. Вкупно се произнесоа 29 колеги советници, 27 за, 1 против, 1 воздржан. Констатирам дека оваа точка ќе биде подреден број 4 е прифатена како составен дел од денешниот дневен ред. Сега го ставам на изјаснување овие 38 точки од 37 точки од денешниот дневен ред да се произнесеме да биде дневниот ред со 37 точки, од кои 3, 4 и 5 ќе бидат точките кои беа накнадно предложени. Повелете да се процедурално, господинот Петковски, повелете. Благодарам, председателя. Во материјалите што ни се доставени од ЈП Пазариште за финансиски резултати за вториот квартал,
втората страница е два пати копирана, а првата страница ја нема. Проверив на неколку околу мене е исто така. Затоа предлагам овие точки околу за пазариште да се стават како последни точки на дневен ред, а во меѓувреме да се исправат материјалите и да не се достават коректни материјали. Благодарам. Ви благодарам. Последни ќе бидат точките од пазариште се прифаќа, материјалите да бидат исправни, советниците да работат по материјали кои се исправни, точно наведени, бројки бидејќи дел од страниците како што забележуваме недостасуваат. Одиме со произнесување на тој начин што овие две точки ќе бидат последни од денешниот дневен ред. Да се произнесеме по денешниот дневен ред. Повелете. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 30 колеги советници, за 30, против, воздржани нема. Констатирам дека дневниот ред за денешната седница е едногласно усвоен. Сакам, пред да продолжиме, првин да се заблагодарам на сите колеги советници на успешното работење, да ги поздравам сите присутни од администрацијата, директорите присутни на денешната седница и секако медиумите кои беа тука цело време со нас и да го пренесуваат работата на Советот во најдоброто можно светло и подведено посебно со критички осврт, за да може Советот да работи онака како и што работеше, достоинствено и во интерес на граѓаните. Следната работа што сакам овдека да ви ја представам, тоа е дека на минатата координација договориме со сите координатори на советнички групи и со градоначалникот на општина Куманово за една хуманитарна акција каде што се приклучи Советот. Тоа е по повод сообраќајната незгодна која се случи доле на Октомвриска револуција, каде што двајца наши млади сограѓани доживеа озбилна сообраќајна несреќа. Сакам и ние како Совет да направиме една лична донација, бидејќи сега во предизборниот период, откако се распишани изборите, не можеме да носиме никаква одлука за пренамена на одредени средства и со тоа остана да Советот како орган и ние како советници кои сме избрани од граѓаните дадеме еден свој личен допринос по повод една тажна несреќа која што еве колку можеме толку да допринесеме да се соберат средства, бидејќи при посетата на самите повредени видовме дека е неопходно итно лекување и се неопходни итни средства за да можеме да ги донираме. Затоа еве ги повикувам службите и советниците, ќе дадам 5 минути пауза да направиме една хуманитарна донација која потоа ќе биде и предадена до семејствата на повредените. Давам 5 минути пауза, а потоа продолжуваме по дневниот ред кој го усвоиме. Ви благодарам. Продолжуваме со работа. Одиме пред да започнеме со дневниот ред со усвојување на записникот од 69-та седница на Советот на општина Куманово. Отворам расправа по записникот. Повелете, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, го ставам записникот на усвојување. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 24 колеги советници, 24 за, против, воздржани нема. Констатирам дека записникот од 69-та седница на Советот на општина Куманово е усвоен. Одиме по првата точка од денешниот дневен ред. Информација за преземени мерки и активности од страна на полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од 2017 година. Тука ни е командирот на полициска станица, господинот Митевски, го поздравам неговото присуство на денешната седница. Отворам расправа по првата точка. Повелете, кој бара збор? Прв за збор се јави господинот Османовски. Повелете, имате збор. Благодарам, председателе.
почитувани советници, почитувани представници на општинската администрација, почитувани директори, почитуван командир по општа надлежност при општина Куманово. Информацијата како таква е нормална за една од најголемите општини, стандардна во Република Македонија, за сите оние случувања, меѓутоа, чувствувам потреба и должност ми е како представник на граѓаните, меѓутоа и представник на ромската заедница во општина Куманово, да ви укажам, почитуван командир, дека последниве неколку месеци службениците од МВР кон оваа ромска заедница се однесуваат недолично и ги прекорачуваат своите овластувања. Вие сигурно сте запознаени, јас не реагирав, чекав да видиме што може да ситуацијата се смири. Се работи за Алмир Асани, кој на 28 август беше приведен, малку беше едниот полицаец, туку беше повикано и полициско комбе. Лицето е приведено во полициска станица, покрај она вашите стандардни процедури, врз него е примената и физичка сила, при што беше тепано лицето. Ова излезе надвор од полициската станица, не беше повикан лекар, излезе надвор, при што кај ромите се создаде еден страв од самата полиција во општина Куманово. Ние знаеме дека полицијата треба да си ја брка работата, да работи она работа зашто треба да е во функција, меѓутоа стравот постои од тогаш и наваму, особено кај оние кои беа присутни на приведувањето на детето, односно на лицето, и би сакал повеќе од овие обуки што беа направени од ДОПСЕ, од ваша страна, заедно, да ги примените оние европски стандарди. Да повеќе не се втерува страв со мавање, со удирање кон припадниците на оваа заедница. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Кој друг бара збор? Бидејќи немаме пријавено повеќе за збор, збор му давам на командирот. Повелете, командир, имате збор. Благодарам. Почитуван председателе, прочитувани членови на Совет на општина Куманово, представници на медиуми и останати присутни, чест ми и овој пат да ја презентирам информацијата за преземени мерки и активности во текот на првото полугодие од 2017 година, со цел да ги информираме граѓаните за преземените мерки. Ќе бидам краток и ќе го презентирам и информацијата. Значи, полициската станица од општа надлежност Куманово, согласно своите уставни и законски функции и надлежности, на територијата на општина Куманово во изминатото полугодие од 2017 ги остваруваше своите функции со преземање на опсежни мерки и активности за попречување и онемоможување на сите облаци на криминалитетот и други недозволени действија. Согласно законските прописи и надлежности, во однос на истиот период од минатата година можеме да констатираме дека во областа на криминалитетот бележиме намалување од 19,1%, исто како и кај прекршоците од областа на ЈРМ, каде што бележиме намалување од 12,4%, додека кај сообраќајните незгоди бележиме исто така намалување во однос на 8,7%. Или, вкупно во 2017 година регистрирани се 573 кривични дела, од кои што 53% се реализирани. Вкупната материјална штета која што е претрпеле граѓаните по однос на овие кривични дела е 59.453.677 денари. Или поднесени се 280 кривични пријави против 383 сторители. Гледано по области, преовладува класичниот криминалот, како и секогаш, бидејќи е најобемен, или регистрирани 574 кривични дела, поднесени 260 пријави. Економскиот криминалитет резултираше со откривање на 22 кривични дела, или намалување од 2,9 пати, изготвени се 11 кривични пријави против 36 сторители. Од областа на недозволената трговија, откриени се 8 кривични дела, значи имаме намалување од 3,1 пати, изготвени се 7 кривични пријави против 9 сторители.
Исто така карактеристично е едно кривично дело од областа против државата, и тоа предизвикување на национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост, при што е изготвена една кривична пријава против двајца сторители. Тоа е случајот со знаметот во центарот на општина Куманово, каде што веднаш се реагирано и се преземени сите мерки. Од областа на јавниот ред и мир, во текот на првото полуголие од 2017 пријавени се 211 прекршоци, или, како што рековме, намалување од 12,4%. Тука превладуваат физичките напади, 74, карање и викање 53, учество во тепачка 22, оддавање на пијанство и омаловажување на ОСЛ, каде што имаме 10 настани. Во областа на патниот сообраќај, состојбата се оценува како поволна, со оглед на фактор дека на јавните патишта и улици во градот се случија вкупно 199 сообраќајни незгоди, или, како што реков, имаме намалување од 8,7. Преземени се обсежни мерки на превентивен и репресивен план, при што се преземени следниве мерки. Исклучени се 623 возачи и извршено алкотестирање во 1543 случаи. Или изготнени се вкупно 1506 барања за поведување на прекршочна постапка, врачени се 2127 мандатни и платни налози. Во рамките на полициското работење беа спроведени обилни и интензивни активности за одржување на јавниот ред и мир и стабилна безбедносна состојба. Исто така, ПСО на Куманово бележи и интензивни активности во областа на превенција, па така се продолжува и понатаму во реализирање на проектите како што се безбедни училишта, празниците сближуваат, спорт да, дрога не, детски семафор, спроведени се 2 едукативни трибини на областа малолетничка деликвенција и злоупотреба на социјални мрежи и така натаму. Исто така, изготвени се низа соседски патроли и средби со 10 председатели на местни заедници. Што се однесува до информацијата толку, во врска со забелешката изнесена од почитуваниот господин Ашмет, длабоко жалам ако се има стекнато такво мислење дека полицијата постапува така, но ве убедувам дека не е така. Полициска станица од општа надлежност презема интензивни мерки и активности во сите области, па така и во областа на сообраќајот и безбедноста во сообраќајот. Како што знаете, и граѓаните се запознани, интензивно се работи на расчистување на сообраќајни површини кои што се узурпирани. Тоа има член 120 од Законот за безбедност сообраќај на патиштата, каде што е регулирано во кои случаи како се смета узурпација на сообраќајни површини. Повторно ќе кажам, блаво го завам ако се има такво чувство, но ве убедувам дека полициските службеници од полициска станица од општа надлежност преземаат низа мерки и активности неселективно. Случајот кој што го презентиравте е предаден за работа на внатрешна контрола, истиот се работи и доколку биде утврдено било какви неправилности и бидат преземени соодветни мерки. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали некој друг бара збор? Реплика, господинот Османовски, повелете. Почитувам командирот, не се сомневам во работата на полицијата, меѓутоа ова е случај со аргументи, со факти, запознани началникот на полициска станица Куманово и за прекорачување се прекорачени. Не сум во позиција, ниту сакам да ве напаѓам, меѓутоа не реагирав тогаш да се видат како стојат работите. Лицето е навистина тепано. Тепано во присуство на негови колеги. Јас разбирам дека треба се стави ред. Разбирам дека тие луѓе можеби прават поголема бучава на просторот каде што се најдени тогаш. Меѓутоа, не заслужуваат на таков начин да се однесува полицијата кон нив. Секогаш полицијата е народна полиција, на страна на народот. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали некој друг бара збор по оваа точка? Реплика, контрреплика на командирот. Повелете, командир, имате збор. Се извинувам, како што реков, случајот се работи, предаден е на работа внатрешна контрола и доколку се констатираат било какви неправилности, ќе бидат произведени соодветни мерки.
Благодарам. Ви благодарам и на вас за одговорот. Дали некој друг бара збор? Бидејќи немаме повеќе пријавено за збор по првата точка ја ставам на изјаснување. Повелете да се произнесем. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 27 колеги советници, 16 за, против нема, 11 воздржани. Констатирам дека Советот ја усвои информацијата за превземени мерки и активности од страна на полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на прво полугодие од 2017 година. Му благодарам на командирот за неговото присуство. Ние одиме со втората точка од денешниот дневен ред, што се однесува на буџетот. Тоа е одлука за проширување на средствата на буџетот на општина Куманово за 2017 година. Тука ни е раководителот на секторот. Повелете кој бара збор. За збор се јави господинот Али. Повелете, имате збор. Фалимдерит, зotri kryesys, Председателе, почитувани колеги и присутни други во салата. Што се однесува до одлуката за проширување на средствата на буџетот на општината Куманово и пренамената на овие средства за училиштата КЗД Цеви Ковачерацин. Јас не сум против ова одлука, но одлукава се донесува и став се донесува да се префалат овие средства за овие училишта без претходни консултации со коалиционите партнери, знаејќи дека и другите училишта имаат потреба за средства. Знаеме и во какви услови работат овие училишта и треба да се инвестираат повеќе средства. Верувам дека ова одлука јас лично нема да ја гласам и ќе бидам против одлукава, бидејќи е предложена без претходни консултации меѓу коалиционите партнери. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Раководителот на секторот побара збор. Повелете, имате збор. Благодарам, председателе. Значи, во врска со ова што го истакна советникот, во врска со оваа одлука за проширување на средства на буџетот на општина Куманово, значи, ако се погледне одлуката, и ако се погледнат ставките на кои што се распределени средства, може да се види, значи, дека конкретно се работи, значи, само за салдата кои што се останати од претходната година и дека и во основно образование, и во средно образование, парите кои што се останати се искористени за тековни трошоци и тоа конкретно за електрична енергија. За електрична енергија, каде што нема поделба, значи, на училиштата, тука спаѓаат и македонски и албански, на сите училишта, значи, одговорно тврдам, дали основни или средни, на кои што имало и има потреба да се плати електрична енергија, тоа е направено од страна на општината, за да не дојде до исклучување, поради тоа што да не настане прекин на наставниот процес. Значи, и во основно образование, и во средно, тие средства се ставени на електрична енергија, на детска градинка, на програмата, значи, средствата се ставени на течни горива, согласно нивното барање, на дом за стари лица, средствата се ставени на прехранбени продукти и пијалоци, поради тоа што и тие и во првичниот план за буџет од сметката на дотации имаат само плати и оваа ставка, и на библиотека средствата најголем дел, значи, за електрична енергија, канцелариски материјал и други договорни услуги. Значи, уште еднаш ке потенцирам дека ова е одлука која што ја носиме и се однесува само за тековно функционирање на училиштата. Ништо што се однесува од капитални проекти овдека не е ставено ниту за едно училиште, поради тоа што знаеме во каков период се наоѓаме. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали некој друг бара збор? Бидејќи немаме пријавено
за збор. Втората точка ја ставам на изјаснување. Повелете да се произнесеме по втората точка. Ви благодарам. Вкупно се произнесува 29 колеги советници, 18 за, тројца против, 8 воздржани. Констатирам дека Советот ја донесе одлуката за проширување на средства на буџетот на општина Куманово за 2017 година. И благодарам на раководителот на секторот. Ние одиме со образование. Сакам да дадам до Советот еден предлог, а тоа е сите точки на тамошни и од образование и од урбанизмот, бидејќи имаат поврзана содржина, да ги разгледуваме заеднички, меѓутоа да имаме произнесување поединачно по истите. Повелете дали имаме некој друг предлог. Ако немаме друг предлог, да се произнесеме по мојот предлог. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам. Вкупно се произнесува 28 колеги советници, 28 за, против, воздржани нема. Констатирам дека предлогот е усвоен. Точките кои имаат заедничка содржина ќе бидат разгледувани заеднички, меѓутоа поединачно ќе бидат гласани. Одиме со третата и четвртата точка од денешниот дневен ред. Тоа ни е годишниот извештај и годишната програма за работа на Средното општинско училиште гимназија Гоце Делчев Куманово. Тука ни е директорката на училиштето, господја Сонја Тодоровска, ја поздравувам и незиното присуство на денешната седница. Повелете, отворам расправа по овие две точки. Дали некој ба разбор? Бидејќи никој се нема пријавено за збор, ја ставам на изјаснување третата точка, годишен извештај за работа на Средното општинско училиште гимназија Гоце Делчев Куманово за учебната 2016-2017 година. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам. Вкупно се произнесува 25 колеги советници, 16 за, против нема, воздржани нема. Констатирам дека годишниот извештај за работа на Средното општинско училиште Гоце Делчев Куманово за учебната 2016-2017 година е усвоен. Одиме со да се произнесеме по годишната програма за работа на Средното општинско училиште гимназија Гоце Делчев Куманово за учебната 2017-2018 година. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам. Вкупно се произнесува 27 колеги советници, 27 за, против, воздржани нема. Констатирам дека Советот едногласно ја усвои годишната програма за работа на Средното општинско училиште гимназија Гоце Делчев Куманово за учебната 2017-2018 година. И благодарам на директорката за низиното присуство. Одиме со наредните две точки од денешниот дневен ред. Тоа е годишен извештај и годишна програма за работа на Средното општинско училиште гимназија Сами Фрешери Куманово за учебната 2017-2018 година. Тука ни е помошникот директор Абдула Муадини. Го поздравам неговото присуство на денешната седница. Повелете дали некој бара збор. Бидејќи никој не побара збор, ја ставам петата точка на изјаснување годишен извештај за работа на Средно општинско училиште гимназија Сами Фрешери Куманово за учебната 2016-2017 година. Повелете да се произнесе.
Ви благодарам. Вкупно се произнесо 26 колеги советници, 17 за, против нема, 9 воздржани. Констатирам дека Советот го усвои годишниот извештај за работа на Средно општинско училиште гимназија Сами Фршери, Куманово за учебната 2016-2017 година. Одиме со наредната точка годишна програма за работа на Средно општинско училиште гимназија Сами Фршери, Куманово за учебната 2017-2018 година. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 26 колеги советници, 26 за, против, воздржани нема. Констатирам дека Советот едногласно усвои годишната програма за работа на Средно општинско училиште гимназија Сами Фршери Куманово за учебната 2017-2018 година. Му благодарам на помошникот директор за неговото присуство. Одиме со 7 и 8 точка од денешниот дневен ред. Тоа е годишен извештај, годишна програма за работа на Општинско стручно техничко училиште Наце Буѓони Куманово за учебната 2017-2018 година. Повелете, отварам расправа по овие две точки. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката годишен извештај за работа на Општинско средно техничко училиште Наце Буѓони Куманово за учебната 2016-2017 година на изјаснување. Повелете да се произнесем. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 25 колеги советници, 16 за, против нема, 9 воздржани. Констатирам дека Советот го усвои годишниот извештај за работа на Општинско стручно техничко училиште Наце Буѓони Куманово за учебната 2016-2017 година. Воедно го поздравувам присуството на директорката госпоѓа Михајловска на денешната седница. Одиме со произнесување со годишна програма за работа на Општинско средно техничко училиште Наце Буѓони Куманово за учебната 2017-2018 година. Повелете да се произнесе. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 25 колеги советници, 24 за, 1 против, воздржани нема. Констатирам дека Советот ја усвои годишната програма за работа на Општинско стручно техничко училиште Наце Буѓони Куманово за учебната 2017-2018 година и благодарам на присуството на директорката. Одиме со наредните две точки, 9 и 10. Годишен извештај, годишна програма за работа на Основно општинско училиште Кочо Рацин Куманово. Тука ни е директорката Лидија Пешевска, ја поздравувам и незиното присуство на денешната седница. Повелете, отварам расправа по овие две точки. Кој бара збор? Бидејќи немаме пријавено за збор, одиме со произнесување. Првин за годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Кочо Рацин Куманово за учебната 2016-2017 година. Повелете да се произнесе. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 22 колеги советници, 14 за, против нема, воздржани 8. Констатирам дека Советот го усвои годишниот извештај за работа на Основно општинско училиште Кочо Рацин Куманово за учебната 2016-2017 година. Одиме да се произнесем по годишна програма за работа на Основно општинско училиште Кочо Рацин Куманово за учебната 2017-2018 година. Повелете да се произнесе.
Ви благодарам. Вкупно се произнесо 25 колеги советници, 24 за, против нема, воздржани 1. Констатирам дека Советот ја усвои годишната програма за работа на основно општинско училиште Кочо Рацин Куманово за учебната 2017-2018 година и благодарам на директорката за незиното присуство на денешната седница на Советот на општина Куманово. Одиме со наредните две точки 11 и 12, годишен извештај, годишна програма за работа на основно општинско училиште Толи Зордом из Куманово. Тука ни е директорот господинот Јордановски. Му благодарам за неговото присуство. Отварам расправа по овие две точки. Дали некој бара збор? Бидејќи никој се нема пријавено за збор, ја заклучувам расправата. Одиме со произнесување за 11-та точка, годишен извештај за работа на основно општинско училиште Толи Зордом из Куманово за учебната 2016-2017 година. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 23 колеги советници, 15 за, против нема, воздржани 8. Констатирам дека Советот ја усвои годишниот извештај за работа на основно општинско училиште Толи Зордом из Куманово за учебната 2016-2017 година. Да се произнесеме по годишната програма за работа на основно општинско училиште Толи Зордом из Куманово за учебната 2017-2018 година. Повелете. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 23 колеги советници, 23 за, против, воздржани нема. Констатирам дека Советот ја усвои годишната програма за работа на основно општинско училиште Толи Зордом из Куманово за учебната 2017-2018 година. Му благодарам на господинот Јордановски за неговото присуство. Одиме со точките под реден број 13 и 14. Годишниот извештај за работа и годишната програма за работа на основното општинско училиште Христијан Карпош Куманово. Тука ни е господјата Костиќ. Го поздравам на незиното присуство на денешната седница. Отварам расправа по овие две точки. Дали некој бара збор? Бидејќи немаме пријавено за збор, одиме со произнесување со точката под реден број 13, годишен извештај за работа на основно општинско училиште Христијан Карпош Куманово за учебната 2016-2017 година. Повелете да се произнесе. Вкупно се произнесоа 20 колеги советници, 12 за, против нема, воздржани 8. Констатирам дека Советот го усвои годишниот извештај за работа на основно општинско училиште Христијан Карпош Куманово за учебната 2016-2017 година. Да се произнесем по годишната програма за работа на основното општинско училиште Христијан Карпош Куманово за учебната 2017-2018 година. Повелете. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 20 колеги советници, 20 за, против, воздржани нема. Констатирам дека Советот едногласно усвои годишната програма за работа на основното општинско училиште Христијан Карпош Куманово за учебната 2017-2018 година. И благодарам на директорката за незиното присуство. Одиме со точките 15 и 16, годишен извештај за работа и годишна програма за работа на основното општинско училиште Бајрам Шабани Куманово. Тука ни е директорот господинот Рушити. Го поздравам неговото присуство. Тука ли? Го нема. 15 и 16 точка ги оставаме
со прост премин, одиме на 17 и 18 точка. Дали е тука господинот Зекири? Тука е. Одиме со 17 и 18 точка, годишен извештај за работа и годишна програма за работа на Основно општинско училиште Наим Фрашери Куманово. Тука не е господинот Зехири, го поздравуваме неговото присуство. Повелете, кој бара збор? Бидејќи немаме пријавено за збор, 17-та точка од денешниот дневен ред, годишниот извештај за работа на Основно општинско училиште Наим Фрашери Куманово за учебна 2016-2017 година го ставам на изјаснување. Повелете. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 18 колеги советници, за 10, против нема, воздржани 8. Процедурално господинот Давидовиќ, повелете. Барам 5 минути пауза. Ви благодарам. 5 минути пауза по барање на координаторот на советничката група на СДСМ. Снежана Захариева. За. Зоран Маневски. За. Ивица Костовски. За. Александар Петров. За. Валентина Мицич. За. Александар Арсич. За. Младен Давидовиќ. За. Драгица Велковска. За. Бранко Бојковски. За. Оливер Стојмановски. За. Сунчица Јасифова. Отсутна. Самет Салиевски. За. Драган Петковски. Воздржан. Валентина Јовановска. Воздржан. Борислав Додевски. Отсутен. Златка Божиновска. Отсутна. Бобан Јакимовиќ. Воздржан. Ашмет Османовски. Воздржан. Саша Николиć. Воздржан. Ивана Јакимовска. Воздржан. Тони Трајковски. Воздржан. Мирослав Стојановски. Воздржан. Јовица Станковски. Воздржан. Христина Краиновиć. Воздржан. Ридвана Сани. За. Ферис Дервиши. За. Влора Имери. Отсутна. Скендер Али. За. Драги Караджински. Отсутен. Душица Сизовска Ивановиќ. За. Весник Мемети. Отсутен. Фитор Сефери. Отсутен. Зенон Исмаили. Отсутен. Им благодарам на службите за спроведеното изјаснување. Се произнесува вкупно 25 колеги советници, 15 за, против нема, 10 воздржани. Констатирам дека Советот го усвои годишниот извештај за работа на Основно општинско училиште Наим Фрашери Куманово за учебната 2016-2017 година. Одиме да се произнесеме по точката под реден број 18, годишна програма за работа на Основно општинско училиште Наим Фрашери Куманово за учебната 2017-2018 година. Повелете да се произнесеме. Гласањето е во тек. Повелете, времето тече.
Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 27 колеги советници, 26 за, против нема, воздржани 1. Констатирам дека Советот ја усвои годишната програма за работа на Основното општинско училиште на Инфрашери Куманово за учебната 2017-2018 година. Му благодарам на директорот за неговото присуство. Одиме со точките 19 и 20 од денешниот дневен ред. Тоа е годишен извештај и годишна програма за работа на Основното општинско училиште Битолски конгрес село Лопате. Тука е директорот господинот Рамадан Али. Го поздравам неговото присуство. Повелете, отворам расправа по овие две точки. Кој бара збор? Бидејќи никој се нема пријавено за збор, годишниот извештај за работа на Основно општинско училиште Битолски конгрес село Лопате за учебна 2016-2017 година го ставам на изјаснување. Повелете. Гласањето е во тек. Повелете. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 26 колеги советници, 16 за, против нема, воздржани 10. Констатирам дека Советот го усвои годишниот извештај за работа на Основно општинско училиште Битолски конгрес село Лопате за учебната 2016-2017 година. Да се произнесеме по годишната програма за работа на Основно општинско училиште Битолски конгрес село Лопате за учебната 2017-2018 година. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 24 колеги советници, 23 за, против нема, воздржани 1. Констатирам дека Советот ја усвои годишната програма за работа на Основно општинско училиште Битолски конгрес село Лопате за учебната 2017-2018 година. Му благодарам на директорот за неговото присуство. Одиме со точките 21 и 22 од денешниот дневен ред. Тоа е годишниот извештај и годишната програма за работа на Основно општинско училиште Магдалена Антова, село Карпош. Тука е директорот, господинот Димитриевиќ. Го поздравам неговото присуство на денешната седница. Отворам расправа по овие две точки. Повелете, дали некој бара збор? Бидејќи никој се нема пријавено за збор, годишниот извештај за работа на Основно општинско училиште Магдалена Антова, село Карпош за учебната 2016-2017 година го ставам на изјаснување. Повелете. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 23 колеги советници, 15 за, против нема, воздржани 8. Констатирам дека Советот го усвои годишниот извештај за работа на Основно општинско училиште Магдалена Антова, село Карпош за учебната 2016-2017 година. Да се произнесеме по годишната програма за работа на Основното општинско училиште Магдалена Антова, село Карпош за учебната 2017-2018 година. Повелете. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 23 колеги советници, 23 за, против, воздржани нема. Констатирам дека едногласно Советот ја усвои годишната програма за работа на Основно општинско училиште Магдалена Антова, село Карпош за учебната 2017-2018 година. Му благодарам на директорот за неговото присуство. Одиме со точките под реден број 23 и 24, годишен извештај и годишна програма за работа на Основно општинско училиште Вера Которка, село Клечовце. Тука ни е директорот господинот Михајловски на денешната седница. Го поздравувам неговото присуство. Повелете, отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи се нема никој пријавено за збор,
Јас ставам точката под реден број 23, годишен извештај за работа на Основно општинско училиште Вера Которка, село Клечовце, за учебната 2016-2017 година на изјаснување. Повелете. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 23 колеги советници, 16 за, против нема, воздржани 7. Констатирам дека годишниот извештај за работа на Основно општинско училиште Вера Которка, село Клечовце за учебната 2016-2017 година е усвоен. Одиме да се произнесеме по годишната програма за работа на Основно општинско училиште Вера Которка, село Клечовце за учебната 2017-2018 година. Повелете. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 28 колеги советници, 28 за, против, воздржани нема. Констатирам дека Советот едногласно усвои годишната програма за работа на Основното општинско училиште Вера Которка, село Клечовце за учебната 2017-2018 година. Му благодарам на директорот за присуството. Одиме со точките 25 и 26. Годишен извештај, годишна програма за работа на Основното општинско училиште Браќа Рибар, село Табановце. Тука ни е директорката, господја Светлана Стефановска, го поздравам незиното присуство на денешната седница. Отворам расправа по овие две точки. Повелете, дали некој бара збор? Бидејќи никој се нема пријавено за збор, ја ставам на изјаснување 25-та точка, годишниот извештај за работа на Основно општинско училиште Браќа Рибар, село Табановце за учебната 2016-2017 година. Повелете да се произнесе. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 26 колеги советници, 18 за, против нема, воздржани 8. Констатирам дека Советот го усвои годишниот извештај за работа на Основното општинско училиште Браќа Рибар, село Табановце за учебната 2016-2017 година. Со следната точка да се произнесеме за годишна програма за работа на Основното општинско училиште Браќа Рибар, село Табановце за учебната 2017-2018 година. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 26 колеги советници, 24 за, против нема, воздржани 2. Констатирам дека Советот ја усвои годишната програма за работа на Основното општинско училиште Браќа Рибар, село Табановце за учебната 2017-2018 година и благодарам на директорката за присуството на денешната седница. Одиме со точките 27 и 28, годишен извештај и годишна програма за работа на Основно општинско училиште Карпош, село Уминдол. Тука ни е директорот на училиштето, господинот Владимир Јовановиќ, го поздравам неговото присуство. Отворам расправа по овие две точки. Повелете, дали некој бара збор? Бидејќи никој се нема пријавено за збор, ја заклучувам расправата. Одиме да се произнесеме по 27-та точка, годишен извештај за работа на Основното општинско училиште Карпош, село Уминдол за учебната 2016-2017 година. Повелете. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 26 колеги советници, 18 за, против нема, воздржани 8.
Констатирам дека Советот го усвои годишниот извештај за работа на Основното општинско училиште Карпош, сел Уминдол за учебната 2016-2017 година, да се произнесеме по 28-та точка годишна програма за работа на Основното општинско училиште Карпош, сел Уминдол за учебната 2017-2018 година. Повелете. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 25 колеги советници, 23 за, против нема, воздржани 2. Констатирам дека Советот ја усвои годишната програма за работа на Основното општинско училиште Карпош, сел Уминдол за учебната 2017-2018 година. Му благодарам на директорот за присуството на денешната седница. Одиме со 29-та точка од денешниот дневен ред. Извештај за извршување на програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Куманово за период од 1 јануари 2017 до 30 јуни 2017 година. Тука ни е раководителот на секторот, господјата Лидија Ланг-Спасовска. Го поздравам низиното присуство на денешната седница. Повелете, дали некој бара збор? Господинот Бојковски се јави за збор, повелете. Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувана администрација на локалната самоуправа. Комисијата за комунални дејности, ова точка од дневен ред, што е на денешната седница, ја разгледа и со заклучок му предложи на Советот истата да ја разгледа и да ја усвои. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали некој друг бара збор по 29-та точка? Бидејќи никој повеќе не побара збор, ја ставам точката на изјаснување. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 27 колеги советници, 21 за, против 4, воздржани 2. Констатирам дека Советот го усвои извештајот за извршување на програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на општина Куманово за период од 1 јануари 2017 до 30 јуни 2017 година. Одиме со точката под реден број 30, предлог одлука за донесување на детален урбанистички план за дел од урбана единица Стари Лозја, дел од урбан блок 10, плански опфат меѓу улица 2012, улица Михајло Пупин, улица 101, улица 201, улица 202 и пешачка патека, општина Куманово. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, точката ја ставам на изјаснување. Повелете да се произнесе. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 24 колеги советници, 22 за, против 1, воздржани 1. Констатирам дека Советот ја усвои предлог одлуката за донесување на детален урбанистички план за дел од урбана единица Стари Лозја, дел од урбан блок 10, плански опфат меѓу улица 2012, улица Михајло Пупин, улица 101, улица 201, улица 202 и пешачка патека, општина Куманово. Одиме со точка под реден број 31, предлог одлука за донесување на измена и дополна на детален урбанистички план за дел од урбана единица Тоде Мендол, дел од урбан блок 61, плански опфат меѓу улица 1, улица Киро Антевски, улица Перо Илиевски и крак на улица Перо Илиевски, општина Куманово. Повелете, дали некој бара збор по оваа точка?
Бидејќи никој не побара збор, ја заклучувам расправата и точката ја ставам на изјаснување. Повелете да се произнесе. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 26 колеги советници, 25 за, против 1, воздржани нема. Констатирам дека Советот ја усвои предлог одлуката за донесување на измена и дополна на детален урбанистички план за дел од урбана единица Тодемен Дол, дел од урбан блок 61, плански офат меѓу улица 1, улица Киро Антевски, улица Перо Илиевски и крак од улица Перо Илиевски, општина Куманово. Одиме со наредната точка, тоа е точка под реден број 32, предлог одлука за донесување на детален урбанистички план за дел од урбана единица Перо Чичо, дел од урбан блок 19, плански офат меѓу улица Ѓорче Петров, профил од генерален урбанистички план 40-40, улица Ѓорче Петров, профил по генерален урбанистички план 42-42, улица ново проектирана улица и улица Ѓорче Петров, профил по генерален урбанистички план 50-50, општина Куманово. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, ја заклучувам расправата и точката ја ставам на изјаснување. Повелете да се произнесем. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 24 колеги советници, 22 за, 2 против, воздржани нема. Констатирам дека Советот ја усвои предлог одлуката за донесување на детален урбанистички план за дел од урбана единица Перо Чичо, дел од урбан блок 19, плански опфат меѓу улица Ѓорче Петров, профил на генерален урбанистички план 40-40, улица Ѓорче Петров, профил на генерален урбанистички план 42-42, улица ново проектирана улица и улица Ѓорче Петров, профил по генерален урбанистички план 50-50, општина Куманово. Одиме по 33-та точка, предлог одлука за утврдување на нацрт измена и дополна на детален урбанистички план за дел од урбана единица Бајрам Шабани, дел од урбан блок 56, плански офат меѓу улица Бошко Буха, улица Народна револуција и улица Милан Зечар, општина Куманово. Дали некој бара збор? Бидејќи нема пријавено за збор, ја заклучувам расправата и точката ја ставам на изјаснување. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 25 колеги советници, 23 за, 2 против, воздржани нема. Констатирам дека Советот ја усвои предлог одлуката за утврдување на нацрт измена и дополна на детален урбанистички план за дел од урбана единица Барам Шабани, дел од урбан блок 56, плански офат меѓу улица Бошко Буха, улица Народна револуција и улица Милан Зечар, општина Куманово. Одиме со 34-та точка од денешниот дневен ред, предлог одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за дел од урбана единица ХТ Карпош, урбан блок 64Ј, плански опфат меѓу улица Владимир Назор, улица Пролетерски бригади, улица Киро Фетак, улица Борис Кидрич и улица Карл Маркс, општина Куманово. Отварам расправа по оваа точка. Кој бара збор? Бидејќи се никој нема пријавено за збор, ја затварам расправата и точката ја ставам на изјаснување. Повелете да се произнесе. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 26 колеги советници, 24 за, против 2, воздржани нема. Констатирам дека Советот ја усвои предлог одлуката за утврдување на нацрт детален урбанистички план за дел од урбана единица ХТ Карпош, урбан блок 64Ј,
Плански опфат меѓу улица Владимир Назор, улица Пролетарски бригади, улица Киро Фетак, улица Борис Кидрич и улица Карл Маркс, општина Куманово. Одиме со наредната 35-та точка од денешниот дневен ред, предлог одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за дел од урбана единица индустрија, дел од урбан блок 79, плански опфат меѓу автопат А1 Скопје Белград, улица 11 октомври, граница на наменска зона општина Куманово. Повелете кој бара збор. Бидејќи никој се нема пријавено за збор, точката ја ставам на изјаснување. Повелете. Ви благодарам. Вкупно се произнесо 22 колеги советници, 21 за, 1 против, воздржани нема. Констатирам дека Советот ја усвои предлог одлуката за утврдување на нацрт детален урбанистички план за дел од урбана единица индустрија, дел од урбан блок 79, плански опфат меѓу автопат А1 Скопје Белград, улица 11 октомври и граница на наменска зона општина Куманово. Одиме со 36-та и 37-та точка, донесеме одлука да водиме заедничка материјална расправа, а поединочно да се произнесеме. Тоа е финансиски извештај за работа на ЈП Пазариште април-јуни 2017 година и предлог решение за давање согласност на одлуката на ЈП Пазариште Куманово со која се утврдуваат недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно надавање за издавање под закуп. Тука ни е директорот, господинот Саити, го поздравам неговото присуство на денешната седница. Отварам расправа по овие две точки. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, ја затворам расправата и 36-та точка финансиски извештај за работа на ЈП Пазариште април-јуни 2017 година го ставам на изјаснување. Повелете да се произнесем. Гласањето е во тек, повелете, времето тече. Ви благодарам, вкупно се произнесо 25 колеги советници, 15 за, 8 против, 2 воздржани. Констатирам дека Советот го усвои финансиски извештај за работа на ЈП Пазариште април-јуни 2017 година. Одиме со последната точка од денешниот дневен ред, да се произнесеме по предлог решение за давање согласност на одлуката за ЈП Пазариште Куманово со која се утврдуваат недвижни ствари кои треба да бидат предмет за јавно надавање за издавање под закуп. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам, вкупно се произнесо 23 колеги советници, 16 за, против 5, воздржани 2. Констатирам дека Советот го усвои предлог решението за давање согласност на одлуката на јавното предпријатие Пазариште Куманово со кој се утврдуваат недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно надавање за издавање под закуп. Му благодарам на директорот за неговото присуство на денешната седница. Со ова констатирам дека дневниот ред е исцрпен. Ја затворам расправата по 70-та седница на Советот на општина Куманово. Ви благодарам и на вашето присуство на денешната седница.